Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здрава Македонија. Ово утро во вашиот дом ќе донесеме нешто интересно, креативно и различно. И тоа од дама која креира и инспирира. Тоа е нашата утринска гостинка Наташа Јосифовска. Добро утро. Добро утро. Наташа, веќе една година имате рачни изработки кои што од вашиот дом, од ваши раце излегува целиот процес. Но како започна приказната Натка препорачува? Па приказната започна сосема спонтано, едноставно некој порив на емоции кој треба да излезе од мене и посетив курс за керамика, цртање на керамика. Така започна целата приказна и потоа се почна да се развива, почнав самостојно, па потоа посета на базари и секојдневно се развива приказната, се креираат нови дела и е мощно интересно. Често пати сте присутни на сите оние базари кои се случуваат во главниот град, низ трговски центри и на сите оние локации каде што ги има. Која е најчестата реакција? Кој најчесто пазарува и ја дава довербата на македонските рачни изработки? Пред да почнам да се занимавам со ова, не знаев дека постојат вакви базари, никогаш не сум застанувала во моловите на такви случувања, меѓутоа сега од која сум од другава страна, сваќам дека секој штанд си крие своја приказна, секој изработувач си има свои дела кои треба да ги представи и веќе од друга страна кога се забележува приказната, тоа што сака да го експресира уметникот. И сега сосема поинако, најчесто публика ми се дечиња што сака да подарат за своите мајки, кога има Secret Santa, колеги, колешки имаат нарачки, понатаму за 8 март за наставнички, класни и така натаму. Секој период си има одредена тематика што е барана во моментот. Се сеќавате ли на вашата прва изработка? Не е така одамна, речиси е пред една година и на моментот кога истата имате креирана? Секако дека се сеќавам и баш заради тоа ја извадив тука и може да се забележи. Ова е мојата прва изработка. Таа е целосно направена од глина, печена во специјална печка, меѓутоа не е за употреба. Таа е само украс. Што најчесто поставувате? Кои се оние креативни, бидејќи често пати сакате и да испишете нешто на сите оние работи кои што дали е чинија, дали е чаша, дали пораките се нарачани или се ваша инспирација? Најчесто кога се така групни среќа на 8 март, за мајките, најдобра мајка, мајка кралица, наставничка, класна ипол, а имам и чини кои ги изработувам фамилиарни со сите членови од семејството во еден дом под една кукичка со многу љубов на таа чинија пренесено. Имам и чини тука подоцна ќе видите италијански мотиви со лимони, со некои фрази италијански, тоа посебно ми е интерес. Од таму и впрочем се роди љубовта. Една посета во Италија ми го смени цел мајндсет за изработките. Понатаму. Колку е дестинациите, локациите, вашето семејство дава инспирација или пак тоа што го гледаат и тоа што е во фокусот на вашите дечиња некогаш дава инспирација за следното парче кое ќе биде изработено? Постојано, се менуваат мотивите. Децата највеќе бараат куќанца, маченца, додека возрастните бараат некои пролетни, весе во моментот тоа ми е актуелно, пролетни мотиви, исто така со имиња имам интересни шолички, тоа ми е актуелно исто. Наменски, да. Каде може да ве лоцираат, како може да направат порачка, колку се уште функционирате онлайн или имате и ваше катче? Си уште немам моје катче, меѓутоа може да се нарачат на Инстаграм профилот Ната препорачува. Еден ден унапред се нарачува, следниот ден веќе ќе имаат нарачката доставена на домашна адреса. Дали следно ќе посетите одреден базар, може би на локација каде што физички ќе може да ги погледнат, бидејќи имаме повозрастна публика која не е присутна на социјалните мрежи, па може би некој сајм кој ќе го посетите каде што ќе бидете изложени со сите овие дела кои сега ги пренесуваме преку малите екрани. Да ја поканам публиката на утринската програма на Канал 5 да присуствува на сајмот за книга кој ќе се одржува од 23 до 29 април. Сите сте добре дојдени, порака да се читаат книги, да се користат чашки од Ната препорачува.
Одлична комбинација. Филџан кафе или шулјичка која што ќе има топол напиток и добре дојдени се една книга. Нате за крај, за сите оние кои се на раскрсница, да го одберат дали како хоби или како примарна професија. Зошто треба да рачната изработка биде приоритет во Македонија? Убав смере, изразување внатрешно, понатаму да се осмелат да го направат првиот чекор, нека се пробаат прво како хоби, понатаму сигурно доколку се пронајдат ќе продолжи сите таа приказна да се развива. Ви посакувам со многу љубов, уште многу изработки, многу големи посети на сајмот за книга кој ни предстои и следно кога ќе се сретнеме да има уште низа нови задоволни купувачи на Нате препорачува. Благодарам. Ви благодарам и на вас за посетата и до следно видување. Ова е Ната препорачува, која е дама која во својот дом ги изработува сите оние работи кои што може да бидат во вашиот дом. Дали ќе бидат наменети или инспирирани од неа, оставете да ја видите креацијата. А не за следно може да ја сретнете на сајмот за книга веќе на 23 април во Арината Борис Трајковски. До тогаш, ние сме секогаш тука за да го споделиме она што е интересно и креативно.